Во Друштвото на писателите на Македонија вечерва беше промовиран новиот роман Ветрилиште од Игор Ангелков во издание на Или. Смел и зрел роман и се занимава со нашето секојдневие такво какво што е, кое сите го гледаме и го молчиме, ке забележат книжевните критичари. Ветрилиште ми беше соодветен наслов за роман во кој главниот лик Борис собира храброст да се соочи со реалноста и да тргне кон она што е неговиот крст и го носи со години наназад. Неговото творештво кое е непрепознаено. Ветрови кои те дуваат од сите страни, мигот кога треба да се донесе одлука и да се соочиш со неа. Вели Ангелков за својот нов роман. Ветрилиште е едно место каде што главниот лик Борис или писателот се изложува себе си, гледајќи на четирите страни од светот. Тој во еден момент може да гледа во минатото, гледајќи во конакот кој е тука близу до него, гледајќи во иднината, гледајќи во лудницата која се надзира на хоризонтот и сегашноста, односно близината на бегалскиот камп, приказната со која сите ние се соочуваме во последново десетлетие со бегалската криза и сите тие невралгични точки во однос на светската глобална политика која се одразува нели и кај нас. Многу ми е драго што со Игор Ангелков сум уште од почетокот на неговата писателска кариера. Го промовирав неговиот прв роман Крајпат во 2011-та и еве сега неговиот пети роман Ветрилиште, книжевен опус кој го следам во континуитет. Вели писателката и книжевна критичарка Ќурве Зировска. Ветрилиште е еден мощне зрел и смел роман на Игор Ангелков. Се занимава со нашето секојдневие такво какво што е, какво што го гледаме сите, но и го молчиме. Во таа смисла е смел романот, се отвора прашања кои што вообичаено не копкаат сите, меѓутоа така отворено не се пишуваат, особено не во форма на една романескна содржина. Очекувам Ветрилиште да биде многу читан роман и коментиран роман, затоа што треба да се одговори на прашањата што ги поставува ова романескна форма. Во творечката дејност на Ангелков се вбројуваат и романите Крајпат, Фотосинтеза, за кој беше финалист за Рациновото признание, романот Шрапнел и романот Мина.